Лукас, ама не Џорџ, предизвика вистинска војна на српските турбофолк звезди зачната во македонската кафеанска галаксија. Прекршокот со логистика од регионални таблоиди на чуден начин се префрли и на политички терен. А дали мислите да премиер Македонија има везе са вашим хапшењем с обзиром да е он повезиван со Цецом? Не се знае дали актуелниот е љубител на незиниот опус, та има одбивност кон него, но ако се гледа продлабочено, тогаш можно е сепак целата приказна да има врска со некои носители на функции. Со оглед дека таа своевремено си имаше своји фаворити. Браво за све Струмице, за читаву Македонiju и браво за градоначелника. Могao би да буде и премиер за кој година. Лукас има право да се лути, да дава политичка димензија затоа што незините пророштва се остварија. А уште повеќе причини за сржба дава едно одамна познато сознание за симпатиите кои постојат меѓу клучните фигури од тиквешијата, кон како што нарекуваат тој и неговиот менаџер, црната вдовица. Најскапите уметник ни беше нас Цеца. Извинете, лепа време. Мене Цеца ми умот. Мозочните кели гарантирано не се размрдуваат исклучиво од визуелните атрибути кои први паѓаат на ум по ваквата констатација. Туку може би се работи за предности кои веројатно таа ги има во тој сооднос, а не се занимарливи, особено од содржински аспект. Значи, Аца Лукас пее лична карта и не знам. пее безсмислени песни. Тоа се за мене безсмислени Не може да песни. го Измами, шестила- превари, јахти, кавијар, шампајнско, бело, Јамајка, Порше, Ролекс. Тоа ли е живот? За некого очигледно тоа е и повеќе од доволно за живота, ми изгледа се сведува на едно како тиква пукнато поранешно пријателство. Приказна, за која на чудовишен начин се обелоденети деталите. Си играл со кучката, има кучка Цеца таму, дека си играл со кучката Цеца, дека му го има земено кучката Цеца часовникот, дека трчала низ тревникот и дека го изгубала неговиот часовник. И на крајот, саат не е најден, ама точно на време, барем физички. Добро е што може да се најде замена за него. Човек кој има исто брада и коса како Аца Лукас. Сотир, споредувам со Дедо Мраз, со Садам Хусейн, со Че Гевара. Сите ги прифаќам. сега- Аца Лукас не го прифаќам. Ете, повеќе не се потребни дополнителни докази за сериозноста на македонската конспирација. Оти може да биде изненадување се, освен да не прифати да биде поистоветуван, дури и тој што никогаш не одбивал естрадна улога.